Премиерот Зоран Заев знаел дека неговите високи партиски функционери лобирале ке македонските бизнисмени да инвестираат во проектите на Бојан Јовановски и Меѓународниот сојуз. Во граѓанскиот суд првиот човек на македонската влада одговараше на прашања на вториот човек на ВМРО ДПМН Александар Николовски, против кого поднесе тужба за клевета поради изјава дека Заев стоел за рекет тежок 20 милиони евра во Македонија. Вели таа изјава да откако добил информација од загрижени граѓани, не од медиумите, а целта била да се отвори политичка дебата. Целокупниот врв на СДСМ бил во акција на промоција и стимулирање на инвестиции, како што кажа Зоран Заев, односно сите тие оделе кај овие бизнисмени да стимулираат инвестиции. Тоа логичното прашање е како во корист само на еден човек оделе да стимулираат инвестиции, зашто некој обичен човек од улица не го земат за рака и да го носат кај најмоćните бизнисмени во државата и да стимулираат инвестиции. Николовски постави и прашање дали Заев како бизнисмен би инвестирал макар и 1 евро за проект на сумителен човек како Боки 13, ако зад него не стои власта. Прашање кое од судот не беше дозволено според Николовски било клучно. Премиерот потенцираше дека неговите колеги лобирале за инвестиции во проектите на Јовановски, но тоа било со најдобра намера. Не е честа пракса, но постои и впрочем многу често е обврска која носителите на јавни функции ја имаат за лобирање на инвестиции, но со позитивистички аспект со почитување на законите. Тоа им е работа да поттикнуваат инвеститори. Никогаш никој не принудувал никого. Заев беше запрашен за средбите кои тој и неговите партиски колеги ги имале со Боки 13 во минатото, дели во домот на Јовановски. Вели како дел од партиските активности сите функционери оделе по домовите на луѓето. Инаку токму Јовановски по пресудата за рекет порача дека рекетираните пари во Македонија треба да ги бараме кај браќата Заеви, што според Николовски уште една причина зашто тој можел да ја даде таа изјава. Јас овој ден ќе го прогласам као ден на политичката кампања во Македонија, донесовте политичка пресуда. Значи, подносно пресудата можете да зборувате... Парите рекетирани во оваа Македонија барете кај Зоран и Вице Заеви, не кај Бојан Јовановски. Поднос на притворот, знам... Ако зборува по притворот, Заев во својот исказ пред судот изјави дека оти со јасно смислена намера, заради политички цели, споделени биле апсолутни невистини за случајот рекет, со цел да се урнело неговото име.